Македонија не заостанува зад другите држави во светот во следење на трендот на намалување на возрастната граница на жени кои заболуваат од рак на дојка. Најмладата пациентка во Тетово која се обратила за лекарска помош со оваа диагноза има 39 години. Нашата земја фактички го следи трендот како што е во целиот свет. Значи и кај нас последната изјава од Институтот за онкологија беше дека секоја 8 жена заболува од канцер. На ниво на држава зборам. Сега само за Тетово немам некоја статистика сега да ви кажам, пошто на крај на година обично ги добиваме нив. Дека границата е померена, тоа да е померена, не само кај нас, туку насекаде низ светот. Ако, например, не знам, некаде пред 5 години сме рекле дека границата на појавување на канцер на дојка била 50 години, сега, например, тоа е померено на 40 или на 35 години. Доктор Вјулца Скендери, единствениот онколог во клиничкиот центар во градот, вели за поместување на границата за појава на канцер на дојка има повеќе фактори. Мултифакториелен, викаме дека така се факторите кои што делуваат на појава на канцер на дојка, и тие се делат на внатрешни и надворешни фактори. И обично се поврзани со тоа дека внатрешните фактори се во врска со генетиката на организмот, со наследувањето, значи со начинот на консумирање, на третирање, да речам вака, со хормонска терапија, па како таја делува после на организмот, а на надворешни фактори, значи се бројуваат факторите од околината. Плюс и додатните фактори, како што е нели зрачењето, да биде тоа медицинско зрачење на на телото за медицински, цели. Исто така делуваат, например, изложувањето на солариуми континуелно, и тоа значи делува повеќе на појава на канцер на кожа, но знае некогаш да направи и што викаме ние да делува на карциногенезата, па на таа лудо делење на клетките и појава на канцерот, значи на пореметување на делба на клетка. Исто така се бројува, значи како генерализирано сега да бројам, значи фактори на ризик се возраста, родот, значи повеќе кај женски род, консумација на хормонска терапија, значи третирање со хормонска терапија како контрацептиви. Исто така наследството, значи позитивна анамнеза ние кажуваме, тоа од страна на жената, значи мајката, сестрата или тетката, ако е заболена од канцер. Исто така делува, значи, ако првата менарха, значи е рана, првата менструација е рана. Ако менопаузата е касна, значи подосна се ова менопауза, и тоа е како фактор на ризик. Стресот исто така се вбројува како фактор. Се бројува и бројот на раѓања, значи ако жената воопшто не родила, повеќе има ризик да заболува од канцер на дојка. Во продолжение, докторка Скендери советува како секоја припадничка на понижниот пол треба да се однесува во врска со превенцијата од оваа болест, почнувајќи да се грижи за овој дел од телото уште како девојка. За да не се ориентираат пациентките на тоа дека сега се појавува, не знам, на 35 години, за прв пат до 35 ја нема да правам контроли, или па до 70 не се појавува, па нели нема да се прегледам, значи вака ќе речам, значи општо секоја жена од пубертет, значи секој девојче од пубертет мора да почне да ги контролира своите гради, значи пред огледало. Секој циклус кога ќе добие од 5-тиот ден на циклусот мора да се прегледат двете гради со раце, значи радијално се иде на едната града, па на другата града, па се гледа нели кожата каква боја има, дали е нешто променето, изменето, па се палпира, значи се гледат градите до 20-та година од животот вака. Од 20-та година од животот се прави ехото на дојки, за да се види што конзистенција има дојката. И по предлог на радиологот, тие контроли ќе бидат секоја година, на 2 години, на 3, значи ќе ги упати радиологот. И кога ќе наполни жената 40 години, тогаш треба да се направи првата мамографија.
Таа ќе биде како референтна за сите други следни мамографии. Исто со консултација со радиолог, дали секоја година, дали на 2 години, значи. Сега, кога жената ќе наполни 40 години, нема да направи само мамографии и толку. Значи, ехото пак ќе продолжи да се направи само во комбинација и со мамографија. И ако секоја жена го следи, значи овој редослед на прегледи на дојката, верувајте, значи и да се појави некоја промена на дојката, бргу ќе се открива и сосема поубав пристап ќе имаме и ние професионалците за да го третираме болеста и фактички жената више да биде здрава. Иако, например, имала канцер на дојка. Што во понапреднат стадиум се диагностицира болеста, третманот се комплицира, значи, и нормално и пристапот не е више исто како што е во раните фази. Клучот е во редовните контроли и раното откривање на болеста, потенцира докторка Скендери. Неофицијално, во оделот за онкологија при Тетовската клиничка болница, месечно за лекарска помош се обраќаат по 6 пациенти со канцер на дојка.